Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван колега Крмов. Еве, дојдовме во една втора фаза, ја би рекол, после донесувањето на првичниот и основниот закон за попис на население, домаќинства и становите во Република Македонија за 2021 година, на што закон ВМРО-ДПМН поднесе 26 амандмани со конкретни забелешки, меѓу кои и одлагање на пописот за 2021 година, како што направија сите држави во соседството, кои што разумно размислуваа, и тие амандмани беа поднесени тука. Амандманите беа и бројниот подпис, методологијата, резидентно, нерезидентно население. За жал, Левица немаше амандман на основниот закон и се приклучивте кон нашиве амандмани. Сега гледам некое еуфорично настапување тука и добро е и треба да прифатите и да благодарите на ВМРО-ДПМН, кои што успеа, благодарение на граѓаните кои што излегоа и тие 100.000 подписи, да ги стават во фаза на размислување владеачките партии и владата, од причина што ова, како што планираа и во периодов на заболување на граѓаните, не може и масовното ширење на вирусот не може да помине. И добро е што успеавме сега за сега барем да го одложиме до некое идно време кога ќе биде нормална ситуација. Инаку ако тргнеа од вчера попишувачите, ние ќе имавме во наредниот период 50.000 заразени граѓани, како што зборев. Власта го увиде тоа и го направи. Меѓутоа морам да спомнам дека ние остануваме на ставот дека резидентното население и диаспора се различни поими. Остануваме на ставот дека резидентното население треба да се попише и дека диаспората може да се евидентира. Се знае точно што значи привремен престој во странство, што значи граѓанин иселен надвор и повеќе од 12 месеци, што значи одјавена адреса на живење во Република Македонија, и дајте сите заедно ова да го направиме. Ја не знам зошто ви смета тоа што ВМРО-ДПМН благодарение на народот и масовната акција која што ја покрена и собирањето на 100.000 подписи успеа да дојде до оваа фаза. Ова е победа на целата наша опозиција и оние кои што сакавме да го постигнеме овој резултат. Мора да се знае дека пописот е операција која што се одвива според Евростат и методологијата која што има Евростат. Не може да има модификација или различно толкување на оваа методологија. Излезена е ЕУ легислативата за пописите на населението, домаќинствите и становите за 2021 година во Европа. Тоа го има и ќе бараме целосно да се почитува во тоа. Во спротивно, пратеничката група на ВМРО-ДПМН е ВМРО-ДПМН, се надевам и вие дека нема да ги признаете резултатите кои не се добиени според оваа методологија на Евростат и пописот мора да биде објективен. Контрреплика.